Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Општина Охрид силно инвестира во енергетска ефикасност, посебно во образовните институции. Грант од 1 милион евра од Шпанија за Охридското езеро. Охридската библиотека оваа година ќе реализира 17 проекти поддржани од Министерството за култура и туризам. Македонските туристички потенцијали се промовираат на сајмот во Белград. Волонтеризмот е од големо значење во справување со пожари, но неопходна е строга селекција и обучени доброволци. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро со појава на умерен мраз, во текот на денот превладуваше сончево, ветровито и студено време со максимална дневна температура до 7 степени Целзиусови. Во сабота над Источна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во Источна и Југоисточна Европа, како и во поголем дел од Централна Европа, ќе условува претежно сончево и студено време. Во западните, како и во северните предели, нестабилно време со врнежи од дожд. На југ од Скандинавија и локално во североисточните предели со слаби врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде потопло со благ пораст на дневните температури. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -2 до 14 степени. Во Македонија во сабота ледено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе бидат во благ пораст и ќе се движат во интервал од -11 до -2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен слаб југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 1 до 10 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -4 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 6 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 5 степени. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и дневна температура до 5 степени Целзиусови. Во вторник ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и потопло време. Минималната температура од 1 степен, додека пак максималната дневна ќе се искачи до 9 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила.
Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид силно инвестира во енергетска ефикасност. Изминативе години особено внимание се вложува во ефикасност во образовните институции. Во сите 8 основни и 3 средни училишта во општина Охрид се преземени мерки за енергетска ефикасност. Годинава во 3 нови училишта ќе се прават енергетски ефикасни фасади. Во дел од училиштата извршена е промена на дограмата и поставени се нови современи системи за затоплување. Наместо парно грејење поставени се топлотни помпи. Во училиштата во Велгоште и Пештани, но и средното економско училиште во Охрид се поставени фотоволтаици. Претходно сите училишта добија енергетски ефикасни фасади со промена на дограмата, така да овој процес во 2025 година целосно ќе го заокружиме со уште овие 3 училишта со кои што негде инвестицијата е негде над 1.500.000 евра, дел од средства се од како заем и кредит од Светска банка, дел се донаторски средства од Светска банка и со своје учество влегува и општина Охрид и овој процес во дел на енергетски ефикасни училишта во 2025 година го завршуваме. Основното училиште Братство единство Крџамија, уште тоа училиште кое што е едно од постарите училишта во општина Охрид во следниот период и таму ќе се промени дограмата, така да влегуваме во тој процес на заокружување на енергетски ефикасни училишта во секој домен. Енергетската ефикасност е многу важна тема во општеството, како за домаќинствата, така и за бизнисите, бидејќи представува начин на намалување на трошоците, но и заштита на животната средина. Има пресметки, има намалување на сметките нормално за потрошена електрична енергија, така да има огромна заштеда и затоа и оваа година уште 2 училишта ќе добијат ќе се постават фотоволтаици на нивните кровови. Новото училиште кое што во моментов се гради, очекуваме на 1 септември да се пушти во употреба, значи основното училиште Кочорацин добиваме нова зграда и тоа училиште ќе биде комплетно енергетски ефикасно училиште и електромашинскиот училишен центар ќе добие исто така фотоволтаици на својот кров. Имаме драстично малување на сметките за потрошена електрична енергија. Енергетската ефикасност е првиот чекор за да се решат проблемите со енергетската сиромаштија во земјава, бидејќи тоа е единствената мерка која ги намалува сметките за енергија, а истовремено ја подобрува удобноста на живењето. Грант од 1 милион евра од Шпанија за консултантски и инженерски услуги за системот за одведување и третман на отпадни води за Охридското езеро. Првиот заменик председател на владата и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити денеска имаше работен состанок со амбасадорот на Кралството Шпанија во нашата земја, неговата екселенција Рафаел Соријано Ортис.
Меѓутоа, во текот на состанокот го информирал амбасадорот Ортис за приоритетите на владата и Министерството за животна средина, а разговарали за можностите за забрзување на процесот на интеграција на нашата земја во Европската Унија. Во рамките на билатералната соработка со Кралството Шпанија, шпанската влада даде техничка помош со грант од приближно 1 милион евра за консултантски и инженерски услуги за системот за одведување и третман на отпадни води за Охридското езеро, информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид за оваа 2025 година ќе реализира 17 проекти поддржани од Министерството за култура и туризам. Установата аплицираше на конкурсот за проекти од национален интерес и директорката Христина Трпеска е задоволна од исходот. Комисиите и Министерот за култура Зоран Љутков препознаа позитивен исчекор, но и континуитет во нашите проекти, вели Трпеска. Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид годинава ќе реализира 17 проекти со поддршка од Министерството за култура и туризам во рамки на програмата за култура од национален интерес. Националната установа библиотека Григор Прличев во оваа 2025 година конкурираше со 25 проекти за кои ќе добие 1 милион и 160 илјади денари од Министерството за култура и туризам. Ме радува фактот што комисиите и Министерот на Министерството за култура и туризам препознаа еден исчекор и континуитет во проектите со кои аплициравме. Во годинишната програма за работа на Охридската градска библиотека доминираат проекти од библиотечна дејност, обезбедени се средства за делот за обработка и земување на библиотечен материјал и планирано избогатување со нови наслови на детското и оделението за возрастни. Првиот проект Прличеви беседи веќе успешно го реализиравме, а во тек е и проектот за набавка на книги за кои добивме 450.000 денари. Оваа година веќе внатрешната комисија почна со работа за изборот на литература со која ќе го збогатиме нашиот книжевен фонд, а исто така ги вклучивме и нашите читатели со онлайн анкета да ги изразат нивните желби за книги кои сакаат да ги набавиме во оваа година. И годинава ќе продолжат успешните приказни како што се читаме гласно и раскажуваме, книгата Најдобар другар на децата, книгата Поблиску до старите лица кој библиотеката успешно го реализира во соработка со Црвен крст Охрид, надпреварот млади библиотекари и годишната средба на роднокрајните писатели. Ќе има и средства за работа на книговесницата и заштита на движното културно наследство, информира директорката Христина Трпеска. Продолжуваме и со проектот за заштита на стари и ретки книги по пат на конзервација и реставрација, а во делот на инвестиции одобрени ни се околу 121.000 денари за изработка на основен проект за реконструкција на покривот на оваа установа. За прв пат годинава во соработка со Лајонс клубот Деница, библиотеката ќе организира трибини под наслов за поубав свет и хортикултурни библиотеки по повод 5 јуни светскиот ден на животната средина. Во издавачко-литературната дејност Министерството за култура ќе го поддржи второто издание на фестивалот на поезијата Слушни го езерото, планиран за 21 јуни денот на езерото, а во соработка со библиотеките од Струга и од Поградец. За сите настани, активности, најважно за сите нови наслови достапни за читателите, библиотеката редовно ја информира јавноста. Ќе искористам оваа прилика да дадам еден апел до нашите граѓани да ги посетат просториите на нашата библиотека и да уживаат во нашата бесплатна програма, а исто така да не следат и на социјалните мрежи. Надвор од програмата финансирана од страна на Министерството за култура и туризам, директорката Трпеска вели дека ќе има и низа други настани како резултат на креативноста и ентузијазмот на вработените, а финансирани од сопствени средства на библиотеката и подпомогнати од општина Охрид, спонзори и донатори. Македонските туристички потенцијали се промовираат на меѓународниот сајм за туризам во Белград. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е учесник на 46-тиот меѓународен сајм за туризам во Белград, кој се одржува од 20 до 23 февруари. Од агенцијата информираат дека македонските туристички потенцијали се промовираат на репрезентативен штанд на кој учество земаат општините Охрид, Струга, Гевгелија и Дојран, Хотел Тино и Брод Армада од Охрид.
Во однос на транзитниот туризам, со оглед на фактот дека србите патуваат и во соседна Грција, македонскиот туристички сектор ја збогатува понудата за да останат ден повеќе во Македонија, велат од Македонската агенција за промоција на туризмот. Секоја година сајмот за туризам во Белград е домакин на повеќе од 400 изложувачи од над 27 земји, како и на над 8.000 професионалци од туристичката индустрија со 50.000 посетители и гости. Волонтеризмот е од големо значење при справување со големи пожари, но неопходна е селекција и обука. Потребна е подобра координација помеѓу службите при делување на големи шумски пожари и конечно донесување и имплементација на националната стратегија за заштита од пожари, кои во иднина ќе бидат се почести. Ова беше истакнато на денешната обука за стекнување со вештини во областа на заштитата од пожари, која ја организира Црвен крст Охрид во соработка со територијалната противпожарна единица и Национален парк Галичица. Волонтерите се од огромно значење како дополнителна помош на професионалните пожарникари за справување со пожари на отворен простор, посебно во летниот период, кога бројот на интервенција е зголемен, но не може секој совесен граѓанин како доброволец да се вклучи во гаснење пожар. Потребни се селектирани, соодветно обучени и опремени волонтери кои ќе можат да одговорат на предизвиците. Ова беше истакнато на денешната обука за стекнување со вештини во областа на заштита од пожари во рамки на проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените видови во Национален парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени. Проектот го спроведува Црвен крст Охрид во партнерство со истражувачкото друштво Урсус Спелеос од Скопје и во соработка со Национален парк Галичица. Покрај ние како Национален парк Галичица, предавачите командирот од територијалната противпожарна единица Охрид и заменик командир поранешен Тасески, ни овозможија стекнување на нови вештини на новите членови и тука се двете доброволни друштва Ентузијаст од Дебарца, како и доброволното друштво од љубители на Галичица Охрид, каде имаме околу 20 на членови, местно население кои како незаобиколен сегмент се уклучени во превенцијата и рано откривање на пожари, како и други активности од областа на заштитата, волонтерска заштита, која би била заснована на пријавување на рано откривање на пожари, пријавување на некои сторители кои вршат одредени негативни дејанија во природата. Пожарите кои го зафатија Охридскиот регион минатото лето го истакнаа значењето на доброволните противпожарни друштва составени од обучени волонтери, но на површина ги извадоа и проблемите при справување со големи шумски пожари. Наидовме на еден голем проблем летниот период, секако со колегите денеска во текот на обуката во делот за дискусија го дискутиравме. Тоа е еден медиумски притисок кој се изврши за помош за Галичица, собирања пред противпожарниот дом, пред куќарката на алпинистичката служба во Националниот парк Галичица. Волонтери, јас разбирам, кои во секој случај сакаат да помогнат, меѓутоа се без соодветна обука, без соодветна лична заштитна опрема и доколку би се случило, не дај Боже, некој не бил настин, одговорноста секако командир ја преземам јас. И во иднина тоа, значи, нема да го практикуваме, веќе имаме соработка со СВР Охрид, строго селектирани лица ќе бидат вклучувани во не дај Боже вакви големи пожари како што ги имавме изминатата година. Координацијата на службите, особено надлежностите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување се издвојува како најголем проблем при гаснење на големи шумски пожари, истакнува командирот на Охридската територијална противпожарна единица, додавајќи дека сите учесници на денешната работилница и обука се согласни околу тоа. Едногласни се и дека на врвот на приоритети во заштита од пожари е превенцијата. Потребно е патролирање, рано откривање, пријавување на пожари, како и откривање и санкционирање на подметнувачите и конечно усвојување на националната стратегија и нејзина доследна примена, вели раководителот на противпожарна заштита во Национален парк Галичица Ѓуро Јовчески. Денешната обука е само еден дел од активностите кои ги опфаќа проектот во делот на превенирање и справување со шумски пожари. Втората обука ќе биде посветена на пружање прва помош и спасување на планина во случај на шумски пожари. Проектот има
едукативна компонента, научна компонента и компонента за јакнење на локалните капацитети за справување со пожарите како негативен ефект на климатските промени. Покрај овие две обуки, во рамки на оваа трета компонента се набавува и опрема, возило за пружање логистичка поддршка при шумски пожари и индивидуална противпожарна опрема. Исто така, во рамки на проектот ќе се развие и план за действување на локалните чинители во случај на шумски пожар и тој план ќе се тестира вежбовно на терен. Проектот е поддржан од Фондот за природа Преспа Охрид. СВР Охрид и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот продолжуваат со едукативните кампањи за учесниците во сообраќајот. Не користи мобилен додека возиш, едукативно-превентивна активност која денес полициски службеници од СВР Охрид ја реализираа во нашиот град, како дел од кампањата наменета за едукација и подигнување на сообраќајната култура и безбедност. На учесниците во сообраќајот им беа поделени едукативни материјали изработени од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, со укажување за важноста од почитување на сообраќајните правила и прописи. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!